На денешната прва седница на владата се распределуваат задолженијата на министрите без ресор и други владини службеници, за да може да се постават стартните контури на владата. За спроведување на реформите што ги вети премиерот Зоран Заев, покрај првиот министерски тим, исклучително важни се кадрите што ќе ги раководат институциите и нивната работа, оценуваат аналитичарите. Заев речиси во секоја изјава наведува дека владата ќе биде реформска, а предходните оценки се дека институциите биле заробени и партизирани, така што клучно е сега новите луѓе да работат според уставот и законите. Премиерот во експозето наведе дека владата ќе има три клучни темели: економија, силни професионални институции и правда и посветеност на Европската унија и на НАТО. Од работата на сите институции и нивните раководители зависи исполнувањето на реформите за овие три темели, сметаат упатените. А граѓаните набитува со своји мислења за новата и старата влада, што направиле едните, а што ќе направат другите. Дали е одржлива новопонудената програма или се е само пуста надеж? Па до сегашната влада функционираше со прелазна опција, да речам. Може не знам какво, али новата влада не очекувам нешто спектакуларно да се деси со оглед на она програма што ја покажа, што се изјаснија поготово со она отстапување од рамен данок. Тоа е прва работа, втора работа со подигање на данокот што ќе се одрази комплетна целокупното стопанство. Тоа не е само на платите, ако е данокот кренат на сите производи, тоа што автоматски ќе имаме повисоки цени и во малопродаја. Програмата ја понудија тие, него проблем за мене е лично што, например, на таа изјава што ја даде новиот премиер, не стојат албанските партии. И сега то колку ќе има специфична тежина, без нивна согласност, да не ги искажат оние ренетистички барања нивни, што ќе биде погубно за Македонија, што најповеќе се плаши. Сигурно подобро може, сите ја критикуваат сега таа минатата влада, гледам. Тоа вака, така што мислам дека треба да бидат овие многу подобри. Многу подобри. Па не сум многу запознат што понуди, ама се надеваме дека ќе биде подобро. Мислам не беше најдобро. Се очекува доста, ќе се види. Ќе видиме на крајот како ќе биде. Така. Мислиме да подобро сега. Заев како премиер не мислам дека толку подготвен за досегашните направени овие работи на ВМРО ДПМН. Зошто? Од кои причини? Од причини због што стварно овие деца, овие влада на ВМРО што е претходната и господинот председател има многу направено за оваа држава, ама овие се ќе запустат. Програмата на Заев апсолутно не реагира на атмосферата едноставно на народот. Оти, да речиме, например, дека таа програма со едноставното и 20 и 50 страници има, тоа јас кај сметам како за 4 страници да е, со брзи зборови, со брзо излагање, тоа е нешто неверојатно. И због ова излагање на Заев и овие притисоци на граѓаните, на цела на ниво на Република Македонија, 3,5 години што го држат народот под депресија, тоа беше господинот Заев и Шеќеринска беше. И ако предходните оставија капитални проекти во инфраструктура, здравство, за гарантирана минимална плата и пензија која процентуално се зголемува, богата поддршка за земјоделието и странски инвестиции за намалување на невработеноста, тогаш што ќе прават новите? Според зборовите на анкетираните, рано е да се каже, предпостави или прогнозира, туку овие прашања времето ќе ги одговори.